Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата, прво за оваа последна работна недела од 2016 година на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. Денеска ќе разговараме за оној исход кој што многумина го очекува и повторно сите славеа и повторно сите се победници и сите ќе формираат влада во Република Македонија. На крајот можеби и вистина сите заедно ќе си формираат влада и 120 пратеници ќе бидат под едно широко водство, но за тоа ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Веројатно, доколку не се одржи конститутивната седница според оние законски прописи пред новата година, ова ќе трае и ќе трае, бидејќи после имаме неработни денови, празници, па ќе се сплотуваме, па ќе се сакаме, па ќе се мириме, за да веднаш после водици, кога ќе заврши последниот празник од оваа етапа, веројатно повторно ќе се раскараат. Но затоа сме ние тука до тогаш да разговараме и да споделуваме што тоа мислиме и како мислиме, но и да тангираме проблеми кои што доаѓаат од општеството во Република Македонија, но за тоа тангирање проблеми ќе зборуваме во мој термин во 18 часот. Сега ќе разговараме за тема која веќе може да се испише на екранот, само колку да имаат идеја гледачите наши за денешното издание. ТРЦ пресуди, резултатите од изборите останаа непроменети. Во продолжение, комбинаторики за новата влада на Република Македонија. Колешката Душица Мрѓа со нејзиниот прилог. Математички комбинаторики и политички калкулации, кој прв ќе стигне до премиерскиот трон на Илинденска број 2. Клучот за новите станари е во рацете на албанскиот фактор, а клучен е Али Ахмети и неговите 10 пратеници. Математички во игра се повеќе сценарија за идната владина коалиција. ВМРО ДПМН е дуи Алијансата за албанците со што би имале 64 пратеници. ВМРО ДПМН е дуи ДПА со 63 пратеници. ВМРО ДПМН е дуи ДПА и Алијансата за албанците со што би имале 66 пратеници во собранието. Слични математики се поврзуваат и со СДСМ. СДСМ дуи БЕСА и Алијансата за албанците 67 пратеници. СДСМ дуи Алијанса за албанците 62 пратеници. СДСМ дуи БЕСА Алијансата за албанците и ДПА 69 пратеници. Бројките може да се играат, но колку може политиките и партиските ставови. Речи се сите овие сценарија имаат по некоја фаленка ако се земат в предвид предизборните позиции, цврстите партиски ставови, но и меѓусебните односи. Села и Тачи во иста влада речи си е невозможна мисија, како и Касами и Ахмети. БЕСА повеќе пати потенцираше дека нивните бројки се за во опозиција, но и дека идната влада ќе може да смета на нивната поддршка за стратешките интереси на државата, како специјалното јавно обвинителство НАТО и Европската Унија, но и иницијативите околу албанските барања. Така, од овој аспект најверојатно ќе останат опозиционери. На Ахмети смета до вчерашниот коалициски партнер Груевски тоа сериозно, а смета и Заев. Од Мала Речица засега воздржани. Единствено што велат со кого и да седнат на преговори ќе му испорачаат нивната платформа, која што велат е доктрина и за неа нема да има преговори и компромиси. Првата работа што како гаранција за новата коалиција ја очекуваат е уште пред да се гласа в новата влада, да се изгласа закон за албанскиот јазик, со кој тој би се официјализирал. Според информациите, Ахмети најверојатно ќе го испочитува изборниот резултат и прво намаса на преговори ќе седне со Груевски како победник во македонскиот блок. Партиски извори од ВМРО ДПМН за 24 вести велат пак дека се прават контакти на повеќе нивоа со партијата на Али Ахмети, иако тврдат официјално се уште нема разговори. Комуникација со дуи имаат и од СДСМ, но нема информации на кое ниво, како и дали воопшто се отворила материјална расправа околу евентуална коалиција. Новата влада треба да биде избрана до 10 февруари. Кој и дали некој воопшто ќе успее да ја состави, останува неизвестно. Така, во денешното издание на Очи во очи, токму за ова и разговараме. Што мислите вие? Останува да се јавите на 0260 91 924, 0260 91 925 и да го споделите вашето мислење. Добар ден, велам кому повелете. Добар ден. Најпрви честитки за наградата. Благодариме, да се враќа за убаво. Па така, а сега да се вратиме на темата. Ајде. Ја мислам дека некој сега ќе гори, да ти кажам право. Зошто ќе гори? Затоа што ќе треба да го проголта сето она што го кажал и дека ќе треба да се спремаат за локалните избори. Што значи, ако формираат влада ВМРО и ДУИ, они се на жешкиот огин. Зошто? Затоа што ќе мора
да се борат да ги повратат гласачите што ги изгубија. Оние во овие избори се најголемите губитници, како што има морален победник, така има морални губитници, па макар и колку да се чатават дека победиле, ја мислам дека се губитници и дека многу тешко ќе им оди формирањето на влада, затоа што прашањата за кои ќе треба да разговараат и едните и други се многу жешки и за едните и за другите. За едните значат пораз, признавање на сето она што го плукале до сега и што плукале против другиот, бидејќи ќе мора да прифатат нешто, а другите ќе се борат за да го зачуваат, да го вратат рейтингот за локалните избори. Па така предосеќам дека дуи 100% првично нема да го тргне јазикот на главно прашање, ама 100% ќе го бара спикерското место во собрание, Министерството за внатрешни работи и некои појаки министерства, што сакале или неќеле, некој ќе мора да им ги даде. Така да останува времето да покаже што ќе се случи. Мислам дека сепак ќе се обидат да формираат влада ВМРО и ДУИ, ама прашањата се жешки многу. За едните ќе значат пораз, а за другите победа. Така да се надевам дека оваа моја прогноза ќе биде точна. Останува да видиме што ќе ди понатаму. Добро. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Пријатно и до вас. Дали имаме следен на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Некој кој што ќе сака да сподели токму за денешната тема, за тоа дека ТРЦ пресуди, односно го пресуди она што веќе и беше изгласано од страна на изборите на презрвените парламентарни избори. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да упатам една порака. Ајде. До вас и до сите контактни емисии. Ајде. Народот, имам таков впечаток, оти се жести и се уште и мислам многу повеќе, значи не се однесува конкретно на вас, да не ме разберете грешно. Добро. Зборувам за сите контактни емисии кога се со ваква содржина, доволно видовме проблеми. Оставете не малце да се смириме, значи мој апел е, овие емисии мислам дека не помагат, туку одмагат. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добар ден, огнен и среќен ден и да ви ја честитам наградата, сте ја заслужиле, бидејќи најдобро информирате од сите медиуми во Република Македонија, секоја чест. Благодарам. Само малку повеќе музика да давате на вашата програма. Тоа кога ќе се разреши целата приказна со забраните за емитување музика ќе биде. Мислам дека некои медиуми пуштаат музика. Не ја почитуваат таа забрана. Ајде, повелете. Добро, сега за тема, се извинувам малку. Ако. Вака, јас моето мислење е следно. ДУИ бара двојазичност на цела територија и останување на специјалното јавно обвинителство да му се продолжи мандатот. ВМРО ДПМН во својата кампања тоа го негираше, со текни живи ВМРО ДПМН се обидува да го оневозможи работењето на специјалното јавно обвинителство, односно со помош на Уставниот суд да го укине. Сега како би формирале влада со такви барање на албанските партии? Јас мислам дека двете партии, и која партија да формира влада, дали ВМРО ДПМН или СРСМ, ДУИ се кажа вчера Али Ахмети, доколку прашањето, доколку не се изготви закон за двојазичност, ние не влегуваме во преговори со ниедна партија. Која партија ќе формира таков закон, со таа ќе одиме. Сега на локалните избори, која партија ќе отиде со албанските партии да коалицира, мислам дека целосно ќе ги изгуби локалните избори, зашто кај македонскиот народ не проаѓа двојазичност. Едно што збореше ВМРО ДПМН, значи ВМРО ДПМН збореше дека Заев сака двојазичност, а сега испадна дека албанските партии како уцена тоа го стават и целосно ја промаши кампањата што ја водеше целото тоа време. Што значи сега кој ќе прифати тоа, ќе биде губитник. Јас би посакал да бидат малку померени албанските партии, да може СРСМ со помош на албанските партии да формира влада, бидејќи народот кажа не на ова 10-годишно владење. Знаеме како ги добија повеќе гласови. Со уцени, со администрација, со... Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете.
Добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав од Љупчо Струга. Поздрав до вас. Одавна не сме се чуле. Одамна, Бога ми, повелете. И честитам на наградата пред малку што видов сте ја добиле таму. Ви благодарам. За сајт на годината, да. Да, Ви благодарам. Повелете. Успеси и понатаму. Да се враќа за убаво. Благодарам. Повелете. Нема многу да анализирам, нема да навлегувам во детаљи. Едно е сигурно и тоа никој не го оспори, дека граѓаните на овие избори гласаа за промени. Ако ДУИ или било која од албанските партии не ја свати сериозно пораката на граѓаните, тогаш Господ напомош да им е. Зашто следен пат дали ќе има, не знам, за нив. Веројатно казната на граѓаните во следниот пат ќе биде многу по-ригорозна и поголема. Затоа и воопшто не е важно дали за ова, дали заради ова, дали заради она, двојазичност, федерализација, не знам што и така натаму, некакви глупости кои на крај на криштата некои може би имат и основа, за тоа треба да се разговарат, меѓутоа во едни нормални околности, не во вакви какви се денеска, треба да сватиме дека и покрај тоа што резултатите остана резултатите на изборите остана непроменети, зашто ретко не верувам дека некој очекуваше кој знае што ќе се смени. Јас не очекував барем. Меѓутоа јас мислам дека врз основа на првичните резултати и они општите резултати, според кои во Македонија преку 600.000 гласачи гласаа за промени, влада треба да прави СДСМ. Така. Благодарам за јавувањето, господин Љупчо. Поздрав до вас. Ќе ја замолам режијата тонот во студиото да го попушти, а не да го намали, туку другиот тон да се го намали. Не знам, мислам дека бев јасен. Така, благодарам Љупчо, поздрав до вас. Убав ден во Струга. Повелете дали се слушаме со некој друг? Ало? Да, ве слушам, повелете. Така. Ги слушам граѓаните и са секој си навива што ми е мило кога ми се снило. Сонот заврши. Ето имаше, да речем, прегласување, некој сакаше да го левира нештото, да биде 50-50, народот си каже и не навлего, веќе е завршено и ти го потврди нештото. Добро. ВМРО со 57 пратеник е победник на гласањето во Република Македонија. Ако гледаме дали сакале промени, двете партии, ДУИ и ВМРО, имаат повеќе од сите други. Значи, народот сакал промени, ама не успеа конструкцијата. Сакал меѓународната заедница сакаше промени. Помалку имаат, господине, ВМРО и ДУИ заедно имаат околу 110.000 гласа помалку од сите останати. Не. По Донтовиот систем се гледа во пратеници. Господине, друго е да зборувате за Донтов систем, за распределба на мандати во собранието, сосема друго е да зборувате за вкупен број на гласови кои што се собрани од 1.191.852 гласача. Ама са не ме убедуј. Не, јас не ве убедувам во ништо. Факти се во прашање, јас во ништо не ве убедувам. Ви кажувам дека не е во ред јавноста да ја замајувате на начин како што вам ви одговара. Кога зборувате за Донтов модел, тоа е сосема друга математичка формула која што се користи за распределба на мандати. А вкупен број на гласови како што вие спомнувате, тоа не е така како што кажавте. Не реков вкупен број на гласови. Така рековте, господине, рековте дека ВМРО, ДПМН и ДУИ имаат повеќе гласови од сите други партии заедно. Ќе може да се доискажам. Да, но откако ќе ги расчистиме работите? Не, расчистено е. По Донтовиот систем на гласови, ВМРО има 57 пратеника, по Донтов, 49. По Донтов, да, тоа е точно. Туи има 10 пратеника, сите други албански гласови се 10 пратеника. Значи, ВМРО ДПМН со коалицијата победи на овие избори, 57 пратени. Точно така, по Донтовиот модел е така, но не и вкупен број на гласови. Ама нема врска гласовите. Господине, вие така рековте. Гласовите се преточени во пратеници. Така е. Извинувам. Сега.
Сега председателот ќе му даде нормално вакво на победничката партија да створи влада, како мандатар да биде господинот Груевски. Дали тоа ќе се случи, јас не знам, ќе видиме деновите. Него друго е проблемот. Фактурата сега која ќе треба да се приложи за 70.000 гласови албански, Заев човек да не му укожат сега. Нека направи влада. Не се треба да има влада во држава. Са дали ќе биде техничка, дали ќе биде политичка, нели ќе видиме збирот на партиите и да е со простото мнозинство над 67 пратеник. Него проблемот е во друга ситуација. Кој ќе се дрзне да го смени уставот? Пошто сите вако го зборуват раковниот договор не постои. Он се преточи во уставниот, да речем во уставот. Сега и за промена на уставот ќе треба двотретинско мнозинство. Тука нема веќе шала тик вакво по 5 пати луѓето да ги прашаме. Просто мнозинство си се знае. 80 или 81 за промена на уставот, да речем во тој член сега него знам за членот, со амандман и со закон се озакони двојазичност на цела територија и каде што нема повеќе од 20% на, да речем, на малцинството или дел од народите. Господ напомош прво на Македонија и човек да не му е во кожата на господинот Заев. Благодарам, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Повелете, добар ден. Би сакала да проговорам околу овате пресуди. Ајде, ве слушаме. Јас сум многу благодарна на овој луѓето од ТРЦ што пресудија овака како што пресудија. Зошто? Затоа што се направи непоправлива грешка од страната на... Дали се слушаме? Да, јас ве слушам, зборувате. Да, непоправлива грешка од страната на СДСМ, поточно од страната на Зоран Заев. Имав можност да видам по сајтовите што се случува и како луѓето се изјаснуваат за Зоран Заев. Значи, непоправливата грешка ја гледам во процесот кој што го отвори за редефинирање на Македонија и двојазичноста која не беше спорна со оглед на тоа колку проценти нели предпоставуваме дека нашите албанци во Македонија фигурираат. Можам да кажам дека Македонија ќе го запамети Зоран Заев како велепредавник. Јас стварно сум била член на СДСМ, сум била активист на СДСМ. Позади Зоран Заев да погледнеме кои интелекти постојат, кој стои позади него и кој го поддржува. Каде отиде составот на интелигенцијата од СДСМ? Никој од нигде не се појавува. Знаете зошто? Зошто не сакаат да бидат предавници на Македонија. Јас исто се сложувам дека фактурата ќе биде доставена еден ден. Меѓутоа, за жал, Господ ќе речам како и предходниот господин, нека ни е на помош. Ова нешто не смееше ни во сон да си го дозволи. Без разлика што му е ветувано, што ветувал, што зимал, која победа на СДСМ, кажете и се радуваме. Па во ВМРО истите луѓе си гласаат за ВМРО. Што се случи? Ги придоби албанците. И сега мислите дека во оваа ситуација фактурата нема да му биде доставена, и то како ќе му биде доставена? Затоа што знаеме колкаво е бројчано членството на СДСМ. Ќе ми дозволите ли да ве прашам нешто? Да, повелете. Што мислите, дали доколку ќе одам според вашите кажувања, дали доколку се изврши редефинирање на државата, федерализација, кантонизација или што и да беше таму зборувано, и се направи двојазична државата, единствениот виновник за тоа, па макар и тоа да го изгласаат ВМРО ДПМН во коалиција со ДУИ, единствен виновник за тоа ќе биде Зоран Заев?
Апсолутно Зоран Заев на чело со СДСМ. Знаете мислите ли дека Зоран Заев има толкава моќ за да ги убеди сите 51 пратеник од ВМРО и 10 пратеници од ДУИ за да може да го изгласаат тоа? Не, дозволете. Во таа насока кај што ме водите вие, не ми е правата насока. Еве сега вака ќе ви одговорам. На ЧК од надвор чадорот и остатокот луѓе лабилна особа како што е Зоран Заев. Само таков човек можеше да подлегне и да прифати еден ваков процес. И значи, апсолутно сега многу малку е битно. Се отвори Пандорината кутија. Сега е многу малку битно дали ќе биде овој или оној. Албанскиот електорат е тој кој што ќе не седне и ќе не условува. И јас искрено да ви кажам, кога го слушав, кога велеше пробавме да бидеме патриоти, ама не ни оди од рака. Еве го одговорот зошто не му оди од рака. Зошто ја даде таа трагична изјава, ќе кажам. Значи вие би се согласиле со одлуката во парламентот на коалиција на ВМРО, ДПМН и на ДУИ за федерализација и двојазичност само затоа што е изгласана од нив, а е поради моќта на Зоран Заев. Од многу одамна не сум ви се јавила. Значи една работа нема да дозволам. Да ми наметнувате... Не, господи, јас не ви наметнувам. Мене само ми е логичен след на прашање она што вие го зборувате. Вие велите дека Зоран Заев е виновникот зошто се отвори прашањето за федерализација и за двојазичност. Сега, ама дозволете, господјо, па немојте сега вака да се однесувате. Значи, разговараме, дозволете. Би го објаснувам мојот логичен след. Добро. Значи, вие велите дека Зоран Заев е виновникот за сето тоа што го споменавме и претходно, федерализација, двојазичност, кантонизација, тоа што се отвори како прашање, како Пандорина кутија. Сега, бидејќи ВМРО ДПМН има најголем број освоени мандати на предвремените парламентарни избори, ќе одиме по таа логика на Донтовиот модел, дека доколку коалицираат со ДУИ, тоа се 61 пратеник, автоматски имаат можност да формираат влада, и доколку тоа прашање е отворено и се стави на масата, бидејќи албанските партии тоа го бараат, на крајот ВМРО ДПМН и ДУИ тоа и ќе треба да го изгласаат ако се договорат за тоа. Како вие ќе реагирате тогаш кон одлуката на ВМРО ДПМН и на ДУИ? Јас, да ви кажам, не дека можете да ме збуните како би реагирала. Јас прво не верувам дека ќе дојде до овакво нешто. Мислам дека и албанскиот електорат на ова прашање ќе му посвети повеќе годишно посматрање, договарање и така натаму. Апсолутно не верувам дека таквата брзина која нели ме ставате пред свршен чин, дали Не ве ставам пред свршен чин. Да. Албанските партии рекоа дека ќе коалицираат со онаа партија која што тоа ќе го дозволи. Сега, свршениот чин е тука. За кој временски период се сложуваме? Дека ќе коалицираат за формирање влада со оној кој што тоа ќе го дозволи. Значи, ако некој влезе во коалиција со тие партии, значи дека се согласил на тоа. Значи вака, господине Огнен, вие мислите дека не сме сите свесни дека сме ставени пред свршен чин. ВМРО е највеќе ставен пред свршен чин. Ова ви го кажува особа која била член и активист на СДСМ. Добро де, во ред, да сте жива и здрава. Значи, затоа зборуваме сега како вие ќе реагирате на идејата на ВМРО. Неправдата која сум ја чувствувала и понатаму точно ми дава насока дека правичност со одредени луѓе од СДСМ не можам да очекувам и не очекувам. Добро, што мислите, господјо, што мислите за бомбите и за специјалното јавно обвинителство? Па да ви кажам, околу тоа не сум размислувала. Се чувствувате ли правично со нив? Ама не знам дали ќе прифатите едно прашање да ви поставам. Да. Кога веќе после толку упорно Ајде, повелете. Ве добив. Јас имам, господине Огнен, против вас поднесено преставка во Агенцијата за аудиовизуелно следење. Против мене? Точно месец дена ми рекоа за 10 дена ќе добијам одговор. Помина месец дена и јас ќе бидам принудена во новина да ги искритикувам и да кажам како работат во однос на
представките од страна на гледачите кои што најдобронамерно ви се јавуваме. Јас бев тогаш и смејана од ваша страна, паѓавте од смеење, што останав без текст, затоа што втор пат ме слушнавте и сметам дека сум поприлично коректна, никого не вреѓам, никого не споменувам, политичарите ни е дозволено да ги вреѓаме. Добро, дали се јавивте во агенцијата, госпоѓо, за представката? Како? Дали се јавивте во агенцијата да прашате до каде е представката? Да, и ми рекоа ќе бидете трпеливи, поштата касни, знаете и така натаму. И јас се надевам, еве пред цела јавност кажувам дека ќе имате доблест. Се што барам е јавно да ми се извините, затоа што оној Огнен кој што јас го познавав од Сител телевизија и овој Огнен кој што сега го гледам, се две различни личности. Дозволете, можете син да ми бидете. Значи, многу сум сериозна, многу убаво. Не ми одговоривте, госпоѓо, што мислите за бомбите и за специјалното јавно обвинителство? Јас околу специјалното Дали не се чувствувате неправично по однос на тоа? Па не. Знаете зошто? Мислам дека малку повеќе бескрупулозност покажа госпоѓата Катица Јанева. А за бомбите што мислите? Јас постои специјално обвинителство. А за бомбите што мислите? Мислам, ќе ме дослушате, бидете парламентарец. Нема, госпоѓо, оваа емисија не е цела за вас создадена. Па вие 10 прашања ми поставувате. Ама кратко одговарајте, госпоѓо, вие од преска ве прашувам, вие зборувате за мене. Може би тогаш така. Што мислите за бомбите, госпоѓо? Па јас за релевантни не ги третирам, искрено да ви кажам. И ако сите потврдија дека се вистините и дека се релевантни? А кои сите потврдија? Дури и меѓународните стандарди и експерти го потврдија тоа. Аманте, Огнен, па гледайте, една господја Меркел беше од Америка прислушкувана, па не се дигна прашина, како што вие Вие мислите дека не треба да се крева прашина, госпоѓо, за мерцедесите, за шлаканиците, не, за знаете зошто? Сокривањата, зашто? Затоа што имавме многу криминална приватизација, која не може на малиот... Па сега се враќа мило за драго. Тоа да го знаете дека народот кој што умре, народот кој што има карциноми, кој што се уште страда од таа криминална приватизација, не проштева Огнен. И мислите дека поради тоа што не простува треба да ги остави сите овие работи нерасчистени? Не. Тоа, знаете, ова ме вртите во круг. Не, јас не ве вртам во круг, јас многу логични прашања ви поставувам, госпоѓо. Кога би имале повеќе време, јас се нафаќам... Госпоѓо, вие зборувате 15 минути веќе. Имате сосема доволно време, дури и повеќе од некои експерти кои што идат на гости во телевизија. А еве, јас можам да седнам визави вас и да ви кажам дека вие ќе останете без текст, не јас. Добро, сакате ли утре да ми гостувате во емисија? Значи, не сум тип на човек што не се разбира во политиката. Сакате ли утре да ми гостувате во емисија? Не, јас сум непокретна личност со карцином. Сакате ли јас да дојдам да ве снимам дома кај вас? Не, благодарам. Ами нели сега сакавте визави да зборуваме, госпоѓо? Не, додека не се реши представката... Госпоѓо, нели сакавте сега визави да зборуваме? Еве ви нудам можност, ќе дојдам дома кај вас, ќе ве снимам. Сакате да дојдете тука, сакате да ве донесам јас тука. Одберете како сакате, јас лично ќе дојдам и ќе разговараме 45 минути. Јас ќе ви се јавам нареден пат во вашата емисија, кога ќе ми се извините јавно за вашиот недостоен... Госпоѓо, прво јас не ни паметам за што треба да ви се извинам, затоа што не ни знам ни која сте, а така како што ќе пресуди доколку вистина сте поднеле представка, така како што ќе пресуди Агенцијата за медиуми, така и ќе биде направено. Доколку Советот одлучи дека јас сум ви направил вам некакво злодело, јас ќе го исправам тоа. Доколку одлучи поинаку, нема да го сторам тоа, бидејќи не знам зашто зборувате. Ви благодарам за јавувањето. Да, не случајно имаме уште некој гледач кој што чекаше 15 минути на линија режија. Немаме. Добро. Јас им се извинувам на останатите гледачи, бидејќи немавме можност да комуницираме со повеќе луѓе, но ќе имаме можност, ова ќе трае
и самата тема ќе трае и во текот на утрешниот ден. Во 18 часот повторно ве чекам во мој термин да разговараме за општествен проблем. Што се однесува до сите оние гледачи кои постојано се јавуваат само за да напаѓаат и да го трошат времето на другите, денеска бев многу свесен дека гледачката го троши времето на останатите гледачи и многу свесно ја оставив за да видам до каде ќе оди тоа, бидејќи начинот на логично испрашување секогаш доведува до една ситуација. И на крајот, кога ќе речат дека сакаат очи во очи да седнеме вака и да разговараме, да водиме интервју, и кога тоа ќе им го понудите, едноставно ми велат, а не можам. Затоа не се јавувајте веќе да се нудите, ако не сакате вистина да седнете во студио. Јас немам никаков проблем, кој сака, нека повели. Пријатно.